Здраво, дечки! Фала ви за сите пажња и сите коментари за погачата што ја правев вчера. Значи, покрај тоа што изгледаше представително и беше интересно да се прави, погачата и екшели можеше да се јаде, така што го прогласувам овој кулинарски експеримент за целосен успех. Сега, бидејќи ја спремав погачата без рецепта, сакам да снимам, да ви раскажам што све ставив и направив, пред се за кога ќе сакам следен пат да правам, да знам што треба, што не треба да правам. Значи, погачата ја правев од обично тесто, како што секој пат го замислувам. Вкупно 1 кило брашно, од кое што околу 3/4 ги закиснав со една лажица шеќер, една мала лажичка сол, топла вода, од око, еден квасец, сув квасец во кесенце. Знам дека овој не се закиснува, него со него се меси директно. Меѓутоа, тоа го дознав доста покасно во мојот живот и сега сум едноставно навикната на постапката било каков квасец да го закиснувам во тестото. И додадов едно цело јајце. Другата четвртина од брашното ја чував за при месењето и сукањето да ја регулирам цврстината на тестото. Од вкупното тесто кое што нарасна, после првото месење, издвоив 7 мали топчења за доручек, правев пиши. Така што вкупната количина на тесто овдека не е баш 1 кило, меѓутоа е доволна за нас тројцата. После тоа, уште еднаш го замесив тестото, го поделив на 8 еднакви делчиња, ги оставив да стасаат како мали топчиња и кога нарасна, почнав со сукало да ги сукам една по една. Врз секоја ставав по една лажица голема, но не многу полна, свинска маст. Да ви објаснам, значи не сме некои големи љубители на свинска маст, меѓутоа ја имаме, ја домашно направена од топени чварки, сакав само да ја потрошам, бидејќи не ја јадам поинаку, очигледно си стои во фрижидер веќе некое време. Како и да е, врз намачканата маст ставав сол со зачин, значи некоја форма на шарена сол направена од зачините дома што ги имам. И така со вкупно 4 кори со 3 слоја масло, значи тотално ова беше прв пат вакво нешто да пробам и добро излезе. Значи тотално би го повторила истиот рецепт нареден пат со путер или со некое растително масло, со тоа што растителните масла имаат тенденција да се сушат, така што погачата нема да ви седи неколку дена ако ја правите со зејтин или со маслина. Кој дојде бе? Заза дојде. И да, значи 4 кори меѓу себе намачкани со маст и со шарена сол, ги сукам една врз друга, значи секоја како што ја додавам следната и на крај ги сичкам на ленти. Лентите ги вртам во спирала и ги редам во средината на тавчето, почнувајќи од средината, па од околу во круг. Уште една работа мислам дека е важна кај ова редење, а тоа е, значи ако ставате нешто плюс мастрав внатре од типот на сиренце, урда, спанајк, не знам друго што се става, значи таквите работи мислам дека многу ќе се запечат доколку тестото, односно лентите што ги сечате ви се отворени од двете страни и во тој случај можда ќе треба само да ги сечате лентите пошироки и да ги ролате малце, па после да ги вртите во спирала. Набрзо ќе правам една полна ваква пита, па ќе ви сликам да видите зашто точно мислам сега дека го објаснувам ова. Уживајте во месењето, значи не се оптеретувајте, секогаш можете да купите или да нарачате леб или друга пита, да ја замрзнете и да имате кога сакате. Така што да, уживајте во приготвувањето на храната и тагнете ме на фотографии од вашите исходи од користење на овој рецепт. Едвај чекам да видам што сте направиле. Поздрав!